Моето путешествие низ руралните региони во Македонија ете ме донесе и на територијата на општина Грацко, која се наоѓа во средното Повардарие, односно на двете страни на реката Вардар, пред влезот на Теквешката котлина, чија незина територија зафаќа површина од 220 квадратни километри, каде што целата територија на општината Грацко е сместена во долината на Вардар, а токму во општина Грацко, во реката Вардар, се влеваат двете незини најголеми притоки, Брегалница од левата и Црна река од десната страна, на која екзистираат населените места Виничани, Водоврати, Грмчиште, Двориште, Згрополци, Кочилари, Коридере, Ногаевци, Подлес, Свеќани, Скачинци, Убово, Уланци, Горно Чичево и Долно Чичево, и за нив да направам нови документарни записи, а мештаните да ми го раскажат минатото на нивните родни места, а преку нивните сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви пренесам дел од непорекливата драгоцена слика за овие населени места низ времето на доподнето со веродостојни сведоштва и историски аргументи, со надеж меѓу помладите од овој регион, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно, фатени или недопредни овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот. Меѓу овие 17 населски населби кои припаѓаат на општината Грацко, овој пат се одлучив овој нов документарен серијал со работен наслов "Патуваме низ општина Грацко" да го започнам од порано едно од најголемите населени места во оваа општина, селото Долно Чичево. Помина речиси неполна година од нашата средба со Тоде Мицевски по потекло од селото Долно Чичево, ден пред Илинден меѓу тезгите на Скопското зелено пазарче, едниот и другиот да си купиме, народски да се изразам, за забати, да ни се најдат за подома, за престојните илинденски празници, кога во неврзан разговор ме покани да направам репортажа и за неговото родно село, кога на сам ден на прочка оба 2023 во господово лето, во утринските сати ми зазвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Тоде Мицевски, кој ми велеше: "Почитувани господине Зоране, не знам дали се сеќавате на мене. Јас сум Тоде Мицевски од село Долно Чичево, со кого се запозна ден пред Илинден меѓу тезгите на Скопското зелено пазарче, едниот и другиот да си купиме, народски кажано, за забати, да ни се најдат за подома за престојните илинденски празници", ми рече. "Се сеќавам, можете добро се сеќавам, како не се сеќавам", му одговорив. Од името на неколкуте преостанати селани кои останаа верни на татковата куќа и на дедовото огниште, и од името на овогодишниот домајчин на нашата летна селска слава Свети Атанасиј Летен, чие име го носи нашата селска црква Свети Атанасиј Александриски, Ванчо Станков, која слава инаку малку видоизменета си ја прославуваме во нашата селска црква, те покануваме да ни дојдиш на гости, ем за нашата селска слава, ем и за селото мое да направиш едно убаво слико, сето село ќе биде збрано онака како што ти умееш да ја насликаш. Те очекувам да ни го потврдиш твоето доаѓање. Не пооди долго време, поточно речено на сам ден на Ѓурѓовден, ова 23 во господово лето, го зедов телефонот, го пронајдов телефонскиот број од Тодета Мицевски, задзвонив, воспоставив телефонска врска со бројот кој го бирав. "Добар ден, Тоде од село Долно Чичево ми треба, но винарот Зоран го бара", проговорив преку апаратот.
Добар ден, овдека Тоде Мицевски од село Долно Чичево. Зоране, ти ли си? Го слушнав гласот од Тодета од другата страна на телефонската линија. Јас сум, му одговорив. Како си ми, Зоране? Ме праша. Добар сум, му реков. Ке ме израдуваш ли? Зачудено ме праша. Кажи им на твоите соселани, а посебно на овогодишниот домаќин на црковната слава Свети Атанасиј Летен, чие име го носи селската црква Свети Атанасиј Александриски, Ванчо Станков, дека ќе дојдам во Долно Чичево, му порачав. Ќе им кажам, те чекаме одамна, сите те чекаме, сите знаат. Голем мерак ми направи, Зоране, мощен голем мерак, ќе им кажам уште сега со радост, одговори Тоде Мицевски. Ќе направиме се ќе направиме. Како ќе кажеш, нема проблем, јас да. Ама заедно ќе видим. Да, заедно ќе стигнеме јас. Така, да. Договорено. Да, договорено. Секако. Точно. Во ред. Напад за Долно Чичево тргнав рано из утрината на сам ден на празникот Свети Атанасиј Летен од Скопската автобуска станица со првиот автобус за Гевгелија, кој според возниот ред секое утро поаѓа во 5 часот и 10 минути и по речиси неполни 2 часа поминувајќи по автопатската делница Скопје-Велес, Велес-Неготино, кај автобуската постојка Градско, го замоли возачот малку да застане да завлече. Шоферот кој го возеше реизот ме послуша, завлече, застана, слегов. Реизот си замина за Гевгелија. Не помина долго време, набрзо со својот стар олтајмер од марката Golf Volkswagen пристигна Тоде Мицевски и откако си рековме здравоживо, тргнавме по 10 километарското асфалтирано Долно Чичевско џаде, кое кривулесто се извиваше низ питомите падини на Клепа планина, каде што на северозападната падина раскошно блескотеше од утринските зраци селото Долно Чичево и многувековната црква Свети Атанасиј Александрски, каде што не пречекаа неколкуте преостанати селани од селото, заедно со овогодишниот домаќин на црковната слава, посветена на Свети Атанасиј Летен, чие име го носи селската црква Свети Атанасиј Александриски, Ванчо Станков. Колку куќи има село и колку жители имало порано? Селото порано беше 160 куќи било. Така? 160 куќи, околу 600 жители. Кој му се соседни села на Долно Чичево? Долно Чичево. Иде Горно Чичево, значи Долно, иде Сирково, иде Крушевица, иде Росоман, Градско, ама Градско е ново село. Така. Ново. Уланци од таа страна, ама Уланци слабо преку Вардар у тоа време. Така. До Кавадарци порано или довеле со што одевте на пазар? Со коњи. Со коњи, а? И јас сум отишол. Така. На пазар за сточен. Така. Кој му е летна слава на село? На Чичево? Да. Чичево Атанасо да лете на Атанасо. Така. А твоја куќна слава? Моја куќна слава е Свети Никола. Додека така да речем заедно со неколкумината селани дојдени во црковниот двор, народски кажано, за здравие се запаливме по некоја свеќа пред олтарот на црквата Свети Атанасије, навистина мило ми беше кога забележав како лицата на моите домајќини им се радуваа што ете и нивното село Долно Чичево, така народски кажано ќе биде за веки веков насликано со убав слико од окото на камерата на продукцијата Маријово филм. Зоране, ете сите ние, цело село ќе биде со тебе, сите ние ти стоиме на располагање за се што ти треба, затоа што не само што добро ги познаваш историски безбиднувања на овие краишта, туку и со своето знаење мощно добро го познаваш историсково духовно битисување на овие краишта, гледајќите по телевизориве наши, ми велеа. Почитувани моите домајќини ме замолија така народски да речам
Најсетне јас да им ги раскажам моите досегашни историографски сознанија за нивното село Долно Чичово, копајќи низ македонскиве и балканскиве архиви, а сетне тие да ми ги раскажат многуте приказни за нивното родно село, што им ги раскажале нивните дедовци и баби, кои ќе бидат дел од оваа репортажа. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За мир во светот, за благосостојба на светите. Селото Долно Чичово е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, се дознава дека во оваа регија, така да речам, урбаното живење било добро организирано. Селото илјадници години зрачи на целиот него простор, како дел од животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестилите, енделеаните, десаретите, орестите, еордајните, елимеите, ботијанците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисельтите, еордеиците, енодисите, сите познати по јазик македонски и култура македонска. Минатото и сегашноста на Долно Чичово е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскидливи нишки кои го градат долгиот континуитет на долно-чичевскиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар, испреплетени зад превезот на времето. Селото Долно Чичово илјадници години зрачи на целиот него простор, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, чиј владетел со Македонија, како дел од Византија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија е императорот Јустинијан Прима, како дел од Свето-Климентовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комутополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византинскиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел од црковниот запис на византинскиот цар, царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византинските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година,
како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските владетели, царот Стефан Урош IV, Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1336 до 1355 година, каде што се споменува во Душановата повелба од 1342 и 1345 година за манастирот Свети Аркангел Михаил, меѓународно попознат како Чичевскиот манастир, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владее од 1365 па се до 1371 година, кралот Марко, кој владел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Со што луѓето порано? Што овдека се раѓа полема? Најјаката валута е кај нас сусамот. Друга е афион. Афион, две работи. Житарицата и она исто е многу јака. И сега у после време па лозарството ојаче. Немаше тоа е тако лозарство, Так. сега е многу. Имаше ли во времето сточарство, овци, кози? Имаше сточарство, да ти кажа тога, ама селото по 20 овци си вртеа луѓето. Так, А башка беа тие со повеќе овци, дали? Так. Па многу доаѓа и од Годивија овдека. Тие идеа, а сусемот кај нас беше прочуен. Значи, татко ми убитола прашал, имам сусем рече за продавање. Му одговори, рече, имаме, ама ако Чичево ќе го земеме. Така е, Алтан. така е. Што вика турците, Алтан Чуджук. Така. Првите податоци за селото Долно Чичево се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1467 и 1468 година, во пописниот дефтер од 1568 и 1569 година. Исто така, Долно Чичево се споменува во отоманските дефтери од 1845 година за приходите на христијаните во Солун, каде што се среќаваат и неколкумина за наечи кои дошле од Долно Чичево, каде што е запишено дека своји терзински дуќани имале во Мустафа Паша Ан и во Хумберџи Мустафа Бек и во Свиларскиот Ан, кои биле обврзани да плаќаат џеза данок на приход од 1000 гроша годишно. Дека селото Долно Чичево на овие простори обстои во многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1394-1767 од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Крчов, внесени во исторграфскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, селото броело 900 жители, додека пак според историографскиот запис на Димитар Мишев во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, во селото живееле 568 жители. Тие се мицевци, Така, а уште по-старото презимени Илковци. така, Сега собирам. Сега вака, ние сте 60% у селото. така. Имаме прасевци, имаме крчмаровци, имаме приборци, Татко ти како се викаше? Ило, Мајка ти? мајка ми Дафинка, Дедо ти? дедо Перко, легендата, легенда на Чичо, Баба ти? Васа, А пак баба ти по мајка ти? Панда, А дедо ти по мајка ти? Диме, Попето, Така, одмрзен. така.
Дека селото Долно Чичево на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, во неговиот научен труд "Селата во Средно Побардарие", издаден во 1976 година во Белград, за селото Долно Чичево го забележал следново. За потеклото на имињата на селата Горно и Долно Чичево постои следната легенда. Во давнешни времења во селото Росоман живееле тројца брајча, Јане, Петре и Стојан, кои поради тоа што немале доволно земја за да обстанат, Петре и Стојан се решиле да заминат и да се занимаваат со чување на овци на атарот на денешниве чичевски села. Петре го направил своето бачило во местноста каде што е сега селото Горно Чичево, а Стојан своето бачило го направил малку подолу, каде што сега се наоѓа селото Долно Чичево. Поминало доста време, а браќата не можеле да се видат со својот брат Јане, па неговата ќерка, која што многу ги почитувала своите чичковци, го натерала татка си да одат на гости кај нив. Кога стигнале тамо, чичковците многу се израдувале што на гости им дошол братот, а посебно внуката, заради што многу богато ги нагостиле, а таа пак на враќањето на сите кои ги сретнувале, само им повторувала дека се враќаат од Чичевото имање, заради што местото било наречено Чичево. Бидејќи едниот чичко живеел погоре, местото го нарекле Горно Чичево, а за другиот чичко кој живеел подолу, местото го нарекле Долно Чичево. Јован Трифуновски потеклото на имињата на селата Горно и Долно Чичево ги поврзува со истоимените населени места кои се наоѓаат и денеска во околината на градот Требиње, кој се наоѓа на тромеѓето помеѓу Босна и Херцеговина, Црна Гора и Хрватска, чии жители се доселиле на овие простори по австро-турската војна во 1689 година. Доктор Јован Трифуновски во својот научен труд "Селата во Средно Побардарие", чии негови истражувања кои ги направил во 50-тите години на 20 век за семејните лози во селото Долно Чичево, го забележал следното. Долно Чичево е македонско село. Старински семејни родови во Долно Чичево се Бојаджиовци, Недевци, Чулумовци, Мановци, Прасевци, Торевци, Богатиновци, Крчмаровци и Несторовци, чии нивни дедовци баби се доселиле од селата Грамаѓа и Капеш кон крајот на 18 век. Илковци доселени се во средината на 18 век од селото Водоврати, Даскаловци доселени се од селото Ракле Прилевско во 18 век. Крнинци доселени се од селото Крнино, Припорци доселени се од селото Припор во областа Азот во 1840 година, Маđаровци доселени се во 1850 година од Дојранско, Пешовци доселени се во 1896 година од Велес, Вановци доселени се во 1906 година исто така од Велес, а Данаиловци доселени се во 1911 година од градот Кавадарци. Старински семејни македонски мухамедански родови во Долно Чичево се Крсановци, Ајдаровци, Нолбатиновци, Заимовци, Беговци, Нурковци, Тибовци, Потуровци, Тричевци и Каленчаровци доселени се кон крајот на 18 век од селото Капеш, Јуруковци и Абишовци доселени се од селото Мушанци, Радомишко, чии нивно потекло е Јуручко, каде што од нив речиси сето население го научиле турскиот јазик. Оџевци доселени се од селото Сирково во средината на 19 век и Ѓуповци кои биле ковачи доселени се од селото Водоврати
во 1884 година. Втората половина на 17 век за Долно Чичево е период на обновување на селото испразнето со пустошењето на Арнаутскиот башибозук, кој броел околу 200 рамии и силеџии, уништен од отоманскиот падишах. Меѓу првите знаци на обнова на селото се изградбата на претходно разорнатата селска црква Свети Атанасии и манастирот Свети Архангел Михаил, меѓу народот попознат како Чичевскиот манастир, кој според неговиот летопис е подигнат како мала црквичка во периодот од 1695 до 1705 година од калуѓерот Михаил со помош и заштита на велешкиот бег Аго Бег. Годината на подигањето на манастирот се потврдува и од бронзениот печат на манастирот, кој бил насликан на поранешниот фреско живопис, кој датирал од 1705 година, кој печат го изработил мајсторот Симон Костадинов, кој воедно е пишувач и на гравираниот текст на манастирскиот печат. Во втората половина на 19 век, поточно речено, во 1861 година, на местото на старата манастирска црква, од страна на еден од најголемите градители на верски објекти на Балканот, познатиот мајстор Андреја Дамјанов Папрадишки, чиј лик и облик го задржува до ден денешен. Овдека ми напомна мештаните дека ти си првиот меѓу еднаквите иницијатор за реставрација на стариот манастирот Свети Архангел Михаил, кој што се наоѓа на синарот помеѓу Долно Чичево и селото Горо Чичево. Што е тоа што ете да речеме, што беше мотивацијата да бидеш иницијатор, ете веќе се прави таа реставрација на овој многовековен манастир? Ние сме повеќе, така речено, нов одбор, веќе не сме баш многу, од 2006 сме, нова влада, да кажам, на шала. Ама главната цел нас не беше на овие млади, моја генерација, што сме сите во одборот, некои има и постари, меѓу нив еве го и Лефтер, како домаќин, имаше и постари. Главниот цел ни беше да, како генерација, да успееме да го обновиме манастирот, да не дозволиме да пропаѓа, пошто луѓето на времето пред толку години го изградиле и никако не може да се помирам со помислата. Они успеале да го изградат, ние не можеме да успееме да го задржиме, да го зачуваме таков како што они ни го подариле. Историјата вели дека градбата на овој манастир е некаде пред 500 кусур години. Историјата вели дека овој манастир е задужбина на кралот Милутин. Меѓутоа, историјата вели дека кон крајот на 19 век е повторно возновен. Манастир има бесценета вредност, тука имаше икони вредни, имаше иконостас. Дали му е најдено соодветно место да се зачува, додека не завршат реставрацијата? Тие се сите ставени во Полардарска епархија, потоа таму сите се тие зачувани, со тоа што сите нема злоупотреба ни на една икона. Селото Долно Чичево уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година во црквата Свети Атанасие на македонски црковен книжевен јазик, а според пишаните документи прв учител бил попот Манаки, кој бил по потекло од Битолско. Во учебната 1900-1901 година во Долно Чичево учителствувал и даскал Стеван, а за време на неговото учителствување е формиран огранок на ТМОРО, прв во оваа регија. Во селото учители биле Милошив Војневич, Вуксан Вемич, Милорад Плазенич, Никола Захариевич, Крсто Мутанович, Аца Стојанович, Милетије Максимович и други. Порано во селово имавте училиште, имавте продавница?
Имавме во селото, ја вака многу пати, знаеш како, пример, кога спием или било како, ги бројам моја генерација. Така? Околу 18 деца си има родено. Так, так, Моја генерација која ме слуша, сега да ги броја толку се. так. Како да се викаше даскало ќе те научи да читаш и да пишуваш? Чедо, Чедо, а? чедо, очени беше Од така. Кочене, а? Строг беше или... Строги беа. Строг, а? Строги беше, тога не те пада. Така, 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 Те така. пада, те пада. Традиционалниот печалбарски начин на живење не го одбегнува ниту Долно Чичево. Гурбеџистото од година во година се поголем забав земало, иако Долно Чичевскиот атар располага со најплодна обработлива површина во оваа регија, а печалбарската традиција речиси и никогаш не прекинала. На гурбет првично оделе во Белград, Софија, Букуреш и Стамбул, а подосна во Аргентина, Америка и Австралија. Во 30-тите години на 20 век во градовите, во прекоокеанските земји, голем број на гурбеџи од селото станале познати предприемачи и индустријалци, а нивните семејства можда успешно стопанисуваат и со своите имоти, обработувајќи ја земјата и одгледувајќи добиток за вршење и за земјоделски работи и за домашни потреби. Кој е соселанец? Твоето име и презиме? Левтен Лазов. Така, од која фамилија си? Јас сум од фамилија од селото од Бендеровци. И седени сме у Скопје Така. и мене ме привлече да дојам пак овдека у селото да дојам. Пензионер сум и тогаш сум може 15 години у село и многу ми е убаво и добро. Што е тоа што е влечи да додиш на овтуа кај? Тишината, природата, убавината, има манастир, има цркви, има убаво, све е убаво. Чист ваздух и така натака. Ти се разумаш ли души што денеска во црквата Свети Атанасии, после подолго време имаше бога служба, утринска литургија, црквата беше преполна со народ, имаше твои соселани, кои што беа присутни на утринската литургија, кои што беа присутни и на така да речам, и духовниот ручек кој што мештаните ова година домаќен беше да. Мене тоа ме радува дека татки ме во село и тоа ме влече и многу сум задоволен што остават традицијата да се слават славите и така натаму. Во периодот под османското робство, од страна на Долно Чичевци се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор. Ваквите настани влијаеле да се разбуди и разгори националната свест кај населението, која со години била потискана во оваа регија. Мештаните од селото Долно Чичево учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и создавање на самостојна македонска држава на македонскиот народ, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Во времето на Балканските војни и Првата светска војна, состојбата воопшто не се променила, напротив Долно Чичевци, како и безброј други македонци, ги оставиле животите на туѓите боишта, бранејќи туѓи интереси. Појавата на социјалните движења во Европа и светот во периодот пред Втората светска војна ги натерало жителите на овој простор без размислување да се вклучат во новите прогресивни движења, надевајќи се на подобар живот. Долно Чичевци активно се вклучиле во антифашистичкото движење и сенародното востание на македонскиот народ против фашистичката наезда од 1941 година па се до 1945 година, раководена од Комунистичката партија на Југославија и маршалот на Југославија Јосип Броз Тито. Во 1944 година во Долно Чичево се формира првиот народно-ослободителен одбор. Од 1945 година до 1950 година Долно Чичево припаѓа во состав на Велешката околија. Во периодот од 1950 до 1952 година
селото било седиште на тогашната општина Долно Чичово, во која покрај Долно Чичово се наоѓале и селата во Добрати, Горно Чичово, Крушејвица и Подлес. Од 1952 до 1956 година селото се наоѓало во тогашната општина Градско, во која покрај Долно Чичово се наоѓале и селата Видичани, Водобрати, Горно Чичово, Градско, Подлес, Убого и Уланци. Додека во периодот од 1962 година па се до 1996 година во големата Велешка општина, за да од 1996 година повторно е во составот на обновената општина Градско. Селото Долно Чичово во 1948 година броело 600 жители, во 1953 година 534 жители, во 1961 година 500 жители, во 1971 година 380 жители, во 1981 година 240 жители, во 1991 година 127 жители, во 1994 година 110 жители, во 2002 година во селото живеат 70 жители, а според пописот од 2022 година во селото живеат 39 жители. Во селото Долно Чичово се уште ја има старата традиционална македонска чаршишка архитектура, која се карактеризира со приземје изидено од камен, каде се наоѓале просториите за чување на добитокот и амбарите за жито, и кат изграден од камен и плитар, опашен со вертикални и хоризонтални греди и летви, ковани со штички и испреплетени прачки, малтерисани со глинена кал, измешана со слама, со задолжителен чардак и огниште, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели големи ѕидови со големи тешки порти, а негдегоде ќе идете и на ново изградена семења куќа, која говори дека селото Долно Чичово не е заборавено село во Република Македонија. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Долно Чичово на црковната слава Свети Атанаси ова 2023 Господово лето, јас да бидам дел од ова сенародна прослава, чии адети обичаи со векови се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација. Свети Боже, свети силен, свети бесмртен, помилуј не. Свети Боже, свети силен, свети бесмртен, помилуј не. Свети Боже, свети силен, свети бесмртен, помилуј не. Слава на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Пресвета Тројца, помилуј не, Господа, чести ги нашите гревови, владико, прости ги нашите беззаконија. Свети, посети ги, цели ги нашите немощи за Твоето име. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Слава на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Отче наш кој си на небесата, се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде вољата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај него денес и прости ни ги долговите наши, како ние што им ги прощаваме на нашите должници, и не воведи во искушение, но избави не од лукавиот. Зашто Твое царството и силата и славата на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Помилуј не, Боже, според Твојата голема милост, Ти се молиме, послушај и помилуј, уште се молиме за набожниот православен народ наш, за неговиот живот, мир, здравие, спасение, Господ нашиот Бог да му помага во се и да му покори секаков непријател и противник, уште се молиме за високо пресвещениот митрополит нашегата ангел и за сето во Христа наше братство. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравие, спасение, прошка и опростување на гревовите на Божите чеда што го празнуваат овој празник. Се здрави, кажем.
Ванчо, Марина, Бојан, Антонио. Уште се молиме за секоја христијанска душа, натажена или озлобена, на која и треба Божја милост, се молиме за заштита на ова село, овој град и тие што живеат во нив, за мирот и доброто на целиот свет, за добрата состојба на светите Божји цркви, за спасение и помош на Божите чеда, тие што се трудат со срдие и со страв Божи, за отците и браќа наши, за оние што се отсатни на пат за исцеление на болните, за избавување на пленетите и за браќата што се на работа и сите што служат и служеле. Во овој свет храм да се помолиме на Господа, уште се молиме за ова село, овој град, за овој свет храм, за секој град, секое село, за секоја земја да бидат запазени од глад, помор, земјотрес, потоп, поген, војни нападенија од туѓинци, од меѓусебна братска војна, да биде милостив и благонаклонен, добриот и човеколюбив Бог да отклони од нас секаков гнев што се подигнува против нас, да не избави од своето праведно наказание и да не помилува. Свещеноначалник Атанаси, ти си бил тврдина на православието и со божествените догмати си ја утврдил црквата, си проповедал синот едносуштен со Отца и си го посрамил Арија. Отче преподобне, моли го Христа Бога да ни дарува голема сега и секогаш и во вечни векови. Благослови ги овие лебови, пшеницата, виното и елеот и ги умножи во ова село, во овој град, во целиот твој свет. Верните што ќе од нив освети ги, зашто ти си кој благословува и осветува се, Христе Боже наш, и ние тебе те прославуваме со твојот безпочетен Отец, со се светиот благ и животворен твој дух, сега и секогаш и во вечни векови. Богате од нешташа, езалкаша, зескајол штеже Господа, не лишат сјакаго блага. На Господа да се помолиме. Господи, помилуј. Господи се Христе, Господи, помилуј Христа и во веки веков. Амин. Ајде, сите присутните кои сакаат за здравје, нека го допратне читање кој знаат. Исајеликој дева им je во чревје, и роди сина Емануила, Бога же и человека, постокемја ему, него же величајуще дево, ублажаем. И ќе биде. Христос посреди нас. И ќе биде.
Христос посреди нас. Христос посреди нас. Нека е честити од Бога благословено. Ова година домаќини или кум на овој празник, во чест на овој празник беа семејството Станкови, на сите вас овдека присутни. Нека Господ Бог ни даде здравје, сила и истрајност во целата ова работа, како таква што ја започнавме, затоа што се обидуваме да започнеме нешто што е добро и богоугодно и добро за сите нас овдека присутни и се надеваме дека со Божја помош на овој пат ќе истраеме, затоа што сите знаеме дека ова село е веќе изумрено, дека останати со 60 жители внатре во него, но има доста што се надвор, луѓе што се од Чичево, што автохтоно од тука што припаѓаат, некои што се родени, што живееле дел од својот живот тука и се надеваме да го заживееме ова село на овој начин, на кој барем да се присетат на своите корени и у текот на годината еднаш да се вратат, да го посетат овој храм и да биде ова уште повесело и повелелепно. Нека е честито од Бога благословено сите. Почитувани мои, Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Долно Чичево на црковната слава Свети Атанасий, која е изградена врз стари темели, која со векови била и останала соборна црква на ова село, ова 2023 Господово лето, јас да бидам дел од ова сенародна прослава, чии адети обичаи со векови се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација. Почитувани мои, дело од ова духовно празнување ќе ви пренесам во продолжение на наредната документарна репортажа.